15 институции, министерства, општини и јавни предпријатија се најдоа на нашата листа составена по случаен избор. Целта беше да провериме дали телефонските броеви оставени за контакт со граѓаните навистина функционираат. Вртевме во работен ден и во работно време. Дел од повиците се претворија во долго чекање и слушање музика, за на крај никој да не ни одговори. Рекордер од нашата листа е Министерството за транспорт и врски. Почитувани, го добивте Министерството за транспорт и врски. За разговорот со операторот, бирајте 0. Три и пол минути, се уште нема никој. Слушањето музика продолжи цели 10 минути, без одговор од другата страна. Не, јава. Никој не се јавил. 10 минута. Во Министерството за транспорт ги прашавме дали воопшто функционира овој говорен автомат. Па сигурно дека функционира ако пробате, значи ќе слушнете нели глас на централата, ќе ви упати таму кај што треба да бидете упатени, ако побарате тој број, сигурно и ќе го добиете. За тоа дали ќе се јави некој или не во таа канцеларија, нормално не можеме да предвидиме и да прejudicirаме, ако има некој сигурно ќе се јави. Велат дека има и друг начин за граѓаните да завршат работа. На истата веб страница на која што сте го нашле бројот за првичен контакт, ако значи имате потреба, можете да отворите значи по сектори сите вработени во ова министерство. Значи се набележани по сектори со име и презиме, со мејл и со телефонски број. Дали сакате да направиме еден мал експеримент да видиме дали Сузана Симоновска ќе ја добиеме? Види, сега да не можете тоа да го направите, да не трошиме сега. Можеме да го направиме, ама добре. Да не биде сега. Можеби не е во канцеларија. Не знам, значи ја немам информација. Го тестиравме и телефонскиот број на јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. За затворени паркиралишта, бирајте 201. За зонско, 202. Попуста беше нашата упорност. 3,5 минути чекање беше предолго и за говорниот автомат. We are sorry. Time of waiting is too long. Please call again later. Океј. Од Градски паркинг во писменото објаснување велат дека ова е прва регистрирана забелешка од ваков тип во нивната пракса. За нашиот повик велат дека е направен на 28 декември, последниот работен ден од седмицата и предпоследен работен за 2018 година, кога службите од Оделението за грижа за корисници биле ангажирани за разгледување на барања за лица со посебни потреби. Секоја година, на крај на декември, се врши одобрување на нови вакви дозволи, околу 600. Сите човечки ресурси се ангажирани во краток рок, последната седмица на декември, за лицата со посебни потреби да не се соочат со проблеми при паркирање на почетокот на новата година. Во јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, првиот обид не беше успешен. Во Водовод не им работи телефонот. Потоа звонеше, но без да се вклучи говорен автомат. На крај никој не се јави, иако на веб страницата е наведено работното време на кол-центарот. Никој не се јавува, инаку интересно е што им стои 24 часа дневно дека е на располагање телефонскиот број, сега го забележав тоа. Добар ден, повелет. А на повикот требало да ни одговори некој од оваа канцеларија, дежурно-информативниот центар на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Нема проблем, поздрав. Добивме и објаснување зошто дента кога ние сме барале, никој не ни одговорил. Направиме детална анализа на случајот, испитан е период и пред и после тоа, значи нема никаков прекин во комуникацијата со дежурно-информативниот центар. Се работи за изолиран случај, каде што констатираме дека прекинот е од страна на операторот,
провајдерот до централата на ЕП водовод и канализација. Надминат е тој проблем и се надам дека во иднина нема да има таква ситуација. Нашиот повик воопшто не стигнал до вашето предпријатие. Така да, воопшто не е влезен во централата за да може да биде проследено до соодветните служби. Сепак при нашето истражување имаше и позитивни примери. На телефонските повици веднаш одговорија во Дирекцијата за заштита и спасување. Дирекцијата за заштита и спасување? Добар ден. Во Центарот за управување со кризи, Ало, Центар за управување со кризијата? да, повелите. Ало, Министерство за труд и социјална политика? повелете. во град Скопје, а ни одговорија и во катастарот на недвижности. Почитувани, добивте инфоцентарот на Управата за јавни приходи. Во Управата за јавни приходи слушавме музика речиси 3 минути, додека некој да се јави, што може би е разбирливо со оглед на тоа што нивната достапност ја тестиравме кон крајот на декември, период во кој многумина имаа прашања за годишната даночна пријава. Добар ден. Извинете, едно прашање. Во невладината Центар за управување со промени се занимаваат токму со функционирањето на јавниот сектор и неговата отвореност. За нив недостапноста на телефон на некои институции е недозволива. Значи, никаков е тој показател ако никој не ви одговори, бидејќи би требало една институција тука за граѓаните да направи се, да направи максимални напори секој административен службеник да може да одговори на барањето на граѓаните. Ако тие не одговараат, тоа значи дека или имаат нешто што да скријат, или можеби не знаат да одговорат на барањето, или не го разбираат вашето прашање, така да. Или централата не им функционира технички, како што имавме примери. Значи, апсолутно може и да не функционира, што исто така во денешно време не би смело да биде дозволено, заради тоа што комуникацијата со граѓаните мора да биде секогаш отворена. Во Центарот направиле истражување за нивото на транспарентност на општините. Резултатите покажале дека само 41% од општините на своите веб страници објавиле список со контакти од вработените службеници. Според нивниот барометар за веб транспарентност, Скопската општина Чаир е меѓу најзатворените. Кога решивме да провериме дали некој ќе ни се јави, забележавме дека од општината го сгрешиле и бројот оставен на интернет страницата. Вака како што е напишано, значи дека треба да бараме 02 603 001. Но затоа што во Скопје броевите со години се седмоцифрени, Телефонскиот број не постои. добивме очекуван одговор. Општина Чаир имаат оставено на сајтот број што не постои. Појдовме и до општина Чаир. Тие признаваат дека направиле пропуст. Фактички требало да биде ставено 022. Обично, добро, кај 389 не се ставаат нули. Требаше да се стави 389, 2, па потоа уште една двојка. Така. Домаслан попуноват на атен ретим, не довендосим еде префиксин e qytetit të Shkupit që të menjanojmë të gjitha keqkuptimet të cilat janë krijuar në këtë aspekt. Edhe pse numri që është vendosur për momentin pa prefiksin e qytetit të Shkupit, në qoftë se lajmërohesh nga telefoni fikse, është numër i sakt dhe nga në atë numër lajmërohen të punësuarit e angazhuar të komunës së Çajirit që bëjnë lidhjen pastaj me sektorët adekuat. Постојат позитивни светски практики кога се работи за контакт со јавната администрација, кои за да се применат кај нас, според упатените, барат поголема подготвеност и професионалност. Максимум еднаш треба да се префрли граѓанинот од еден на друг број, дека дури да не можете да го лоцирате човекот кој е одговорен да им одговори на барањата на граѓаните, треба сепак да му го земете неговото име, контактите, па утре дента да му одговорите или во најкосможен рок. Секако не е дозволено ова да ве префрлаат на телефонска секретарка или да ве остават да слушате музика цело време, или уште пострашно да ви речат дека не можат во моментот да ви помогнат бидејќи одговорниот службеник е на боледување веќе 2 недели или било како. Според друго истражување на Центарот за управување со промени, дури 70% од граѓаните за каква било потреба одат директно на шалтерите на институциите, а само 10% за се што ги интересира би свртеле на телефон. Можеби и поради лошото искуство.